Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш на сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од ова утринско издание, кога секое утро, барем се трудиме, да имаме гости кои по многу што се интересни и од кои можеме и да научиме нешто повеќе, а и да се запознаеме со нив. И што е многу важно, овие тумурни, зимски, облачни и студени утра ни ги разубават. А нема поубав почеток на денот ако не е со музика. Јас денеска имам големо задоволство и многу сум задоволна и среќна сум што имам една млада дама покрај мене, која што се надевам дека ќе ви го разубави и на вас утрото како и на мене, а како со својот глас доволно и со незината појава, која што е наистина позитивна млада особа, која ветува многу на она естрадно небо, што би се рекло. Не само во Македонија, туку и многу пошироко. Во прашање мојата гостинка денеска, а тоа е Мартија Станајковиќ. Добро утро. Добро утро. Како си, Мартија? Супер, малку сум уморна. Кажи ми, уморна си од обврските што ги имаш покрај твоите ангажмани во минатиот период или? Па во главно да. Зафатена си многу? Да. Како се снаоѓаш? Како некако влезе во овие обврски, да ми кажеш? Тоа се случи многу спонтано. Слушнавме за аудиција за Пинкови звездички. Пред колку време, Мартија? Кога прв пат дојде на идеја воопшто да влезеш во цела ова машинерија, што се рекува? Тоа се случи кога имав јас 6 години. Бев на Кумановскиот фестивал Детелинка. Така. На тој фестивал го имав мојот прв наступ. Добро. И се представи Со која песна пееш? Со песната Пејачка. Тоа е лично моја песна, не е толку многу позната, не е ни објавена на YouTube. Добро. Ама сум задоволна затоа што тоа е било мојот прв наступ и многу сум се радувала. Сигурно, како не, прв наступ и песна. Добро. И отогаш како оди приказната потоа? Па потоа одмарав едно 3 години. Имав настапи по училиште, ме вика на концерти. И потоа слушнавме, односно мојата мајка слушна дека има аудиција за Пинкови звездички. Така. Јас нешто немав голема желба да се пријавам. Зошто? Па не знам. Не знам. А не те влечеше самиот тој настап или не сакаше јавно многу да се покажуваш? Не, јас многу сакам јавно да се покажувам, но не знам. Не ти беше привлечен таков начин, добро? И отидовме во Скопје, се пријавивме. Таму беше пријавувањето, така? Да. Добро. Се пријавив, имаше 2 аудиции со коите јас ги двете пројдов. И сега сум стигната до 4-ти круг. Така, значи први се аудициите кои што треба да се помине, воопшто да се влезе на надпреварувањето, тоа се поминува. Те гледавме барем некои од настапите кои што стигнавме. Значи сега си до 4-тиот круг, така? Да. А колку кругови има сега до крајот? Како оди сега? Минатата сезона имаше 11 круга. Добро. А за ова лично јас не знам, јас прашував. Не знам. Се уште не знаат или можеби не се издефинирани до крај? Па не знам. Добро, можеби се уште не е издефинирано како ќе се оди, со оглед на тоа што има многу учеснички и дечиња и момчиња. Така да, навистина има многу млади таленти. Кажи ми, дали има некои таленти кои што навистина ти се прираснати на срце, да кажеме? Дали се зближи со некои учесници посебно? Сите ние таму се дружиме, затоа што прво еден ден пред снимањето се наоѓаме во еден хотел во кој сме карантин цело време таму. Така. И се дружиме цело време. Нема омраза. Да. Па нема, се разбира, сите вие сте квалитетни, значи сите вие сте талентирани деца, да. Така да не би имало потреба еден на друг да сте завидливи, нели, да сте љубоморни со оглед на тоа сите поседувате квалитети, многу побаво било по вас, нели, позитивно да се дружите, да се помогнете. Добро, ајде ние не зборуваме многу, сепак Мартија ни е музички гостин, така да би било фино да ја слушаме како ни пее малку. Ако е подготвено нешто од настапите на Мартија, би можеле да погледнем. My lover's got humor
He's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. Should've worshipped them sooner. If the heavens ever did speak, he's the last mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolute. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless day. Good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless day. Good God, let me give you my life. No masters or kings when the ritual begins. There is no sweeter innocent than our gentle sting of the man, no sense of death and releasing. Only then I am human, only then I am clean. Zove Milan. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless day. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless day. Good God, let me give you my life. Додека траеше музичката номера, разговаравме за поддршката. Поддршката од семејството е многу важна, нели Мартија, посебно кога веќе ти си малолетна, значи помала си, не можеш сама да одиш по настапите, не ти изводливо, од друга страна напорно е, си треба многу голема поддршка. А колку што гледаме, мајка ти, госпоѓа Снежана, е постојано со тебе, околу тебе, голема поддршка ти е, нели? Па мојата најголема поддршка е целото мое семејство. И секако фамилијата што е од страна на мајка ми и татко ми. Исто и другарките и другарите мои ми се огромна голема поддршка. Ама најголемата поддршка си од семејството. Се разбира, доколку се нема поддршка од семејството, многу потешко, нели, се поминува. Кажи ми, на оние настапи, на сите оние гостување, на сите оние патувања, одиш со мајка ти, така ли? Да, со мајка ми и татко ми. И некогаш дојде некој со мене, ето така, да ме гледа. Да, често како придружба. Да. Стресни се тие ситуации, нели, кога веќе настапуваш и кога се очекува гласањето, нели? Па да, повеќе се стресни за мајка ми отколку за мене. Како се чувствуваш ти кога си таму? Сосема подруго е, нели, кога гледаме ние од тука, кога веќе си на сцената? Па пред да излезам на сцената имам огромна трема. Но позитивната веројатно, нели? Да. А кога веќе ќе излезам на сцената, таа ја снемува. Тремата ја нема повеќе. Да. Постепено ја снемува. Секако имам трема, ама се помалку и помалку. Така. А како и е на мајка ти на придружбата, тие се знаат, нели? Да. А кога почувствува од твоите настапи дека имаш, дека ќе одиш понатаму? Имаш ли некој момент таков? Кога почна да настапуваш и почна да чувствуваш, леле, јас навистина ќе одам понатаму. Леле, еве сега пак поминав. Дали имаше да беше возбудена, чувствуваше тремата? Па
Јас никогаш не сум предпоставила или да гледам како што велат Така, кроз дека ги ѕидови. заслучи тоа што се Да, случи. ама сега не знам дали ќе одам понатаму. Не сум сигурна, тоа го одлучува само жирито и публиката. Така. А јас секако би сакала да одам понатаму. Затоа сум се и пријавила на шоуто. Да. Ама ќе видиме, не знам. Сепак ти си го работиш она како што е твојот дел, што се вели, Да. јас си пеам, она што си знам, што си го знам најдобро. Да. Ме интересира ова, сакам пак да се навратам на твоите почетоци. Кој всушност го откри твојот талент? Кога прв пат некој кога го покажа тоа? Дека Мартија Па кога е тоа почнав што е. да зборувам, тогаш почнав и да пеам. Тоа едно со друго си оди. Да, и на 7-та година, веќе на 6-та имав еден настап, а на 7-та година така почнав да добијам некоја специфична боја на глас. Тоа го примети моето семејство. Сега не зборувам за поединци затоа што стварно не Така да знам. добро, да. Во главно семејството е приметило промената, да. Да. И така ме приметија, јас велев као не, ништо нема да биде. Не значи тоа ништо. Да. А потоа, еве, се пријавив на шоу, стигнав доволно далеку за да сум ја задоволна. Така и годините сами по себе го обликуваат гласот. Да. Колку години имаш сега, Марти? 11. 11. Значи сега почнува оние промени на гласот кои можеби ќе се случат, можеби па и некај машките се многу поизразени, нели? Да. Но кај женските не би требало да има толку многу големи промени, сепак гласот си го има тој свој облик, што вели Гоца Тржан во она многу атрактивното поклонување нејзино. Што рече, јас никогаш не сум слушнала вака формиран млад глас. Како се чувствуваше тогаш кога излезе Гоца на сцена? Јас, кога се спушти Гоца, јас прво мислев дека сум Дека добила се спушти, 4 гласа. да. И кога си ја видов фацата на видеото, веќе сите приметија дека тоа сум го мислела, но потоа таа излезе од столицата и јас ми Кога се појдоа приближи. солзи, не можев да престанам да плачам. Мислам, Да. тоа беше од среќа. Да, сигурно. Таа беше од голема возбуда. Со Гоца Тржан се имате видено и тука во Куманово, така? Да, бев на нејзиниот концерт во Revolution, тоа е Така. најт-клуб. И си пројдов многу убаво. Супер. Веќе знаеш како изгледаат така наречените тезги, да кажеме, на познатите Да. естрадни звезди, на кој начин тие настапуваат, на кој начин ги прават тие свирките по ноќните клубови. Така да, веќе и од тој дел, веќе ти е познато, Да. нели? Кажи ми нешто што е многу интересно, како имаш разбирање и соработка со училиштето. Обврските, нели, пред се Прво најважно. сакам да ја поздравам мојата класна раководителка која ме ослободува од часовите. Секако и до сите мои професори, затоа што и тие се ми голема поддршка. И многу се среќни за мене. Секогаш кога ќе отидам на училиште ме прашуваат и до кај стигна, како си поминуваш таму, дали се дружите. Така. Мартија, ме интересира, сигурно имаш нешто што ќе ти биде цел. Во смисла, каква музика сакаш да поеш, кој пеач ти е, да кажеме, па и идол можеби или некој од омилените сега, можеби со Од текот македонската на сцена годините. или- Па и од македонската и од странната сцена. Значи, не може да се одреди, да кажеме, еден пеач на сите простори од сите жанрови. Друга работа, со текот на годините тоа ќе си се обликува и ќе се дообликува. Кога ќе се формираш како комплетен пеач, например, кога веќе ќе се ставиш во еден правец, пример да кажеме, ќе одиш во рок, да кажеме, класичен рок или било кој тип на музика, кога веќе ќе се определиш, пошто гледам дека навистина ти лежат повеќе жанрови кои што повеќе влечат на некој рок, кој што може би да биде полесен и потежок, бидејќи гласот веројатно ти е таков. Кажи ми, што ти е желбата? Каде би сакала да настапиш? Дали имаш некоја сцена замислено во главата? Да. Каде би било таа? Би сакала да настапам не сама, со мојот идол Аријана Гранде, таа е, мислам дека од Америка. И би сакала како прво да ја видам, да се запознам со неја,
А потоа би сакала да имам некој настап со неа, тоа на некоја светска сцена. Добро. Дали би сакала да продолжиш да го школуваш гласот? Да, обавезно. Значи продолжуваш со Да. школувањето, а тука кај нас во Македонија? Па тоа се уште не се знае, не знам. Да, важно е Веројатно, што да. важно е што веќе имаш донесена одлука дека сакаш да го школуваш гласот, дека сакаш да го образуваш, што е многу важно. Дали го чуваш гласот, дали го некогаш? Што е многу важно, посебно во овие периоди кога се вирусни и грипосни. Јас се трудам да го чувам гласот, но малку тешко оди затоа што јас многу лесно се разболувам. Осетлива си, нели? Да. Добро, сега како бидејќи работиш со гласот, значи гласот ти е многу повеќе потребен, многу Да. повеќе ќе треба да го чуваш од Но секако вообичаен. треба да си го чувам гласот. Гласот ти вака и онака како гласните жици, за да не се разболиш, би требало да си го Да. чуваш, но сега кога веќе ти е поврзан со се надеваме еден ден на професија која што може да ти биде, значи нешто што ќе ти биде многу важна алатка, да кажеме, за работа е гласот, нели? На сосема подруг начин ќе треба да го чуваш и да го внимаваш. Добро, ајде повторно да слушнеме, да го видиме и вториот настап на Мартија, да видиме кој настап е во прашање. I've been here before, but I always see the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm there is no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this worth give it all up for you? I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. A million shards of glass that held me from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when our hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up for you? I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. The writing's on the wall.
Savršeno je, prelepo. How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. Jo, ona će I wanna zaplakati. feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. Рековме, многу битна работа е работа со гласот. Да. Каде го подготвуваш гласот? Кој? Работам со мојата професорка Ивана Антоновска Свилар. Таа е, мислам дека магистер за соло пеење и моментално е директорка во музичкото школа во Куманово, Панче Пешев. Добро. Со неја работам и многу убаво соработуваме. Добро. Тука се подготвувате во Куманово, сте Да. така? Подолго време е таа соработка или? Па околу 2-3 месеци работиме. Сега во поново време. Да, во секој случај убаво е кога веќе се работи на гласот и ме интересира твоите контакти со членовите на жирито од Пинковите звездички. Кои се коментарите, кои се нивните размислувања? Бидејќи гледам како реагираат одушевено, како и Леонтина, и Гоца, и Јелена, навистина се покажува задоволството на нивните ликови. Па до сега во главно имаше се позитивни коментари. Во првиот круг, кога испеав, кога метрицата ми беше без увод, тогаш имав мала критика за... Добро, но тоа беше технички дел, тоа нема врска Да. со твојот настап, да Да. кажем. Да. А што се однесува до твојот глас, јас не слушнам никаква критика, барем од страна на жирито, она што можевме да го видиме. Е сега кога Немаше критика. Да, кога техниката ќе си го направи оној свој технички дел, секаде се случуваат технички проблеми, тоа веќе не е со теб. Твојот глас е во ред. И се уште си ја држи она препознатливост кога ќе излезеш, нели кога излезе. Сега мислам дека ова или претходната номера беше, кога рече Јелена дали беше или Гоца, дали беше македонката, значи по гласот веќе имаш препознатлива Да. боја, не мора ни да те видат, веќе те препознаваат. Така ли? Да, најдрагиот коментар до сега ми беше, тоа го мислат сите исто, јас како сватив, од жирито, ми рекоа дека имам, како да сум падната од некоја светска сцена. Да имаш таков чуден обоен глас, таква боја, таква препознатливост, таков формиран глас, буквално она можам да претпоставам што сака да кажат. Од некоја светска сцена и слезена си од озгора, велат, како спуштена на наша цена комплетно. Со една боја, со препознатливост, со стайлинг. Многу интересно е што морам да те прашам, кој ти помага за одлучување за гардеробата? Имаш интересен стайлинг во да. настапите. Па обично се консултирам со мојата професорка за пеење, затоа што таа има исто така убав стил и ми се допаѓаат незините, Креации воопшто кои што да. Ми се допаѓа така незиниот сепак вкус. имаш она елеганција која што е важна приликом настапите, но сепак мораш да ги задржиш и своите години. Сепак ти си една девојче кое што е младо, сепак не си возрастна девојка и не би личело да се појавуваш во некои вечерни тоалети, вечерни фустани. Нели? Значи нема потреба, ќе има време кога тоа ќе го Да. носиш. Така да ти одговараат креациите кои што ти се и со фрмечињата и мајчка да беше прекрасна. И со фустанот, овој бел фустан кој што беше прекрасен, елегантен, но пак ти одговара на твоите години. Да. А е сега нешто што е веројатно интересно и нешто што
Сите би сакале да те прашам како момчињата, како обожавателите. Тоа е неизбежен дел од оваа работа. Па сега за сега сум задоволна колку ги има. Не се некој голем не се некој многу голем број, но за овој период ја не се појавувам многу во јавност. Нема многу време. Сигурно има околу 2 месеци само. И за тоа кратко време имам повеќе од што треба обожаватели. Да, така. И сум многу задоволна. А што значи тоа не се појавуваш многу во јавност последните 2 месеци? Сакав да кажам, не се појавам многу во јавност, само последните 2 месеци сум активна. Така. Да кажеме на тој твој музички план. Да. Добро. А сега што планираш? Што ти е сега во план на одиш на следното Снимање. Кога е снимањето? Не знам кога ќе биде. Не се знае се уште, така? Да. Добро. Тие обично ми јавуваат неколку дена пред снимањето, дека тогаш имам снимање и јас да одам. Така. Додека да се случи тоа, дали планираш нешто друго? Дали нешто сакаш? Или целиот овој период се пренасочена кон пинковите звездички? Значи сега засега е овој надпревар, додека да видиме докаде ќе се изгора, што се вели, докаде ќе се да. оди. Така е. Пренасочен ти е целиот период спрема пинковите звездички. Да. Добро. Задоволна си од третманот? Да. Таму, така? А кога ќе влезеш, нели тие се грижат за твојот стайлинг, те шминкаат, те средуваат, ти кажуваат што, како треба да направиш, така? За мој стайлинг јас лично се грижам. Не, добро, во ред, не мисли лично за гардеробата, во смисла за фризурата, за шминката, за тој дел. Па да, тие се грижат за фризурата и за шминката. Така. Стайлингот е твој, сепак не можат они да ти кажат што ти треба да облечеш, тоа е сепак твоја желба, нели? Да. Тоа не ти се немаат право да ти се мешаат, сигурно. Задоволна си од она досега што го постигна, така? Да. Неочекувано? Неочекувано. Сигурно, но најсладко и најубаво кога некако така спонтано ќе си дојде. Па да. Баш така. Искрено драго ни е, еве нас како кумановчани, многу ни е драго кога ќе видиме некое наша млада особа, млада личност ќе не представи во светот, а што е многу убаво, кога во последно време имаме многу повеќе такви млади личности, посебно од нашиот град што заминуваат, и кои што се надевам дека не го забораваат нашиот град. Секако дека не. Куманово има некоја моќ и некоја чаролија, не можеме да си го заборавиме Куманово. Каде додиме, Куманово си е наше. Да. И секогаш си го представуваме на најубав можен начин. А од твоја страна тоа е песната. Ти си една горда македонка, која што не представува таму и навистина ни е драго кога ќе излезе наша Мартија и кога ќе ни запее нешто што навистина е со гордост го слушаме. И знаеме дека ова е што велат детето од нашите краишта, нели? Кој еден ден ќе порасне и ќе биде уште поголема чест за се надеваме. Се надеваме сигурно. Мартија, многу ми е криво што еве некако привршуваме пред крајот. Да кажеме нешто што е многу важно, да кажеме нешто на крајот, да поздравиме некого, да нагласиме некои работи, не би сакале да пропуштиме, не би сакале да бидат запоставени некои луѓе кои што се... Ги поздравувам сите луѓе што ме поддржуваат. Не одделувам поединци, затоа што мене тоа не е правилно. Така. Поздрав до моето семејство. Бидете среќни, задоволни во новата година. Сигурно, што е многу важно, здрави и живи. Да. Сите желби да ви се исполнат. Да бидат уз тебе и оваа година, да те дружат, да те поддржуваат. Сепак еден ден сето тоа ќе се возврати, нели? Сето она внимание, се она што се вложува во децата, што велат што вложуваме, сето она што го даваме, со задоволство го правиме, нели, поголем, многу поголем потик е кога видиш дека детето едноставно е талент и навистина вложуваш во него и ништо не ти е тешко, нели? Да. А децата тоа знаат на многу убав начин да го возвратат. Значи со љубовта, со вниманието, со сето она што детето знае да го возврати на родителите. Се може ако се сака. Да. Значи
ништо не е тешко, нити станувањето кога треба да се стане на Сабале, нели Мартија, не е тешко воопшто. Па, Не би рекла, нели? Со оглед на тоа што на Мартија е поспана од Сабале, нешто и се спие, затоа и се нажалив не сум баш личност која сака да станува. утре. Да. Па јас не познавам личност која многу сака да станува рано на Сабале. На сите ни се спие, посебно кога е вака студено. Сите би сакле да поспиеме малку повеќе. Мартија, да ти се заблагодарам првин на тебе лично, што ни гостуваше. Драго ни е што си ни од нашите краишта и секогаш нашите врати ќе ти бидат отворени тука. Со оглед на тоа што си наше дете и секогаш ќе можеме да направиме било каков тип на промоција, било каков тип на разговор, било каков тип на гостување, се она што ти се случува. По твојот патот над звездите кој што ќе го чекориме со тебе, ќе бидеме велата ветер во грб, доколку е потребно, ќе бидеме тука. И од друга страна, сакам да се заблагодарам на твоите родители, посебно на госпоѓа Снежана, која што навистина е тука и за контактите, и за договорите, и за интервјуата. Таа ти е еден од најдобрите пиар, значи еден маркетинг агент кој што навистина многу убаво комуницира. И многу е љубазна, тоа морам да кажем. Благодарност до сите вас, до целото твое семејство. И се надевам дека ќе имаме уште со што многу да се пофалиме и да се видиме и повторно медиумски уште нешто да прославиме. Знам дека сигурно ќе биде така. Благодарам уште еднаш за твоето гостување. Мило ми. Почитувани гледачи, тоа беше мојата драга гостинка, денеска Мартија Станојковиќ, која ја запознавме и од еден друг агол. Да ви ја приближиме, да видиме дека сите оние кои што се на сцената не се навистина толку страшни, толку лоши и толку само бендисани како што велат, нели, луѓето. Сепак тоа се луѓето од јас стално имам една навика, еден збор кој велам, тоа е детето од нашето мало, така да сите ние пред се сме едни луѓе нормални кои што живееме по својот, чекориме по патот на соништата и живееме едни сосема обични, нормални животи, тежнееме кон остварување на нашите сонови. Тоа е се што подготвивме за денес. Јас се надам дека бевме доволно атрактивни да го задржиме вашето внимание до крајот на денешното издание. Доколку е така, следете не повторно утре е репризното издание со почеток од 15 часот и 10 минути, значи во попладневниот термин. Задутре веќе ќе можете и да не пропратите на YouTube каналите. Тоа е се за денеска, имате убав и пријатен ден.